Шефот на државата го потпиша указот за законот за попис. Иако во политичките кругови се уште се кршат копијата токму за овој закон, сепак Пендаровски реши да стави пара. Председателот Пендаровски очекува процесот на спроведување на пописот да не се политизира, а добиените податоци да бидат од корист за севкупниот развој, со што ќе се овозможи формулирање на долгорочни стратегии во виталните области во државата. Власта инсистира пописот кој треба да се одржи за 2 месеци да се реализира. Опозицијата бара негово одложување и промена во законот. Партиите од албанскиот блок пак се погласни, велат биле повеќе отпорено. Прво ќе се регистрираме тука, а потоа оние кои се во странство преку валидни документи од нивни роднини тука или преку Државниот завод за статистика. Се знае колку постојано живеат тука, а колку надвор. Но сепак, сите се жители на оваа земја. За очекувањето од резултатите. Тој напомена дека албанците не може да бидат помалку од 25%, колку што биле и во 2002 година. Бројката ја образложи со констатацијата дека албанците во Македонија имаат стапка на наталитет кој последниве години е зголемен. Не е само Ахмети кој лицитира со бројки. Тоа го направи и неговиот сопартиец Адеми, кој рече дека немало да ги признае резултатите од пописот, ако бројот на албанци е под 20%. Потоа се правдаше дека бил испровоциран за таквиот одговор. Сепак, поранешниот министер за образование си има своји прогнози. A bërë vetëm një dhënë të ndoj me ju si ministri i arsimit më ka interesu. Numri në nxënësve vetëm një sekond shkolla fillore, numri në nxënësve për vitin shkollor 2017-2018. И албанската опозиција си кажува бројки. Nëse i marrim të mirëqëna të dhënat e 2002-shit, ne mund të kemi dyshime, se dikujt mund mos i bëhet qefi, dikush thotë jemi 35-40%. Po nëse marrim të mirëqëna të dhënat e vitit 2002, dhe nëse statistikisht analizojmë këto lëvizje të linçmërisë dhe këshmërisë prej vitit 2003 deri më vitin 2019, unë ju garantoj se shqiptarët nuk janë më pak se 29%, janë mbi 29%. Заев пак смирува ситуација. Какви и да се бројките од пописот, никој нема да ги загрози или пак одземе веќе стакнатите права. Но тој не излезе со бројка, колку македонци според него би имало на попишувањето.